Добро утро, секој утро продолжува понатаму и она што го најавивме, наш гостин од Систина кој ни доаѓа, доктор, специјалиста Даниел Јакимовски по општа хирургија и травматологија. Може и нешто да додадеме плюс? Не, вака сега тоа е за сега. Така. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добар ден до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Се надевам дека убаво се чувствувате. Да. Како наш пријатно. гостин. Така. Се одлучивме темата да ни биде повреди. Меѓутоа за какви повреди? За летни повреди со оглед на тоа дека се уште сме нели во ек на летото и луѓето, дали според вас, еве како доктор со оглед на тоа дека тоа е вашата професија, се повредуваат ли често? Или не внимаваат? Вака сега во оваа година со оглед на целата ситуација која не задеси со пандемијата на ковид, малце летови се одолжи, да речем, покасно и почна. Така. Заради тие полициски часови и се што беше. Така да повредите се нормална појава, да речем, во секојдневието. Летниот период со самијата динамика, раздвиженоста, посетеноста на плажи, на планини, на излетнички места, секогаш допринесува до зголемени се можностите и шансите за повреда. Така. Ме интересира кои најчести се повреди барем во летниот период. Со оглед на тоа дека како што напоменавте, нели одиме на плажа, сака некој да вози велосипед, па одиме на планинарење. Некако го користиме летото за да сме повеќе во движење, за разлика можеби од зимскиот период каде што може да излеземе, па на мраз некако да се лизнеме снег, како има и така натаму дождови, и зимото си има свој, меѓутоа сега говориме. Своји специфични повреди, летото си има свој. Летото свој. Така да, еве, кои се оние најчестите повреди кои се случуваат во летниот период и како во моментот можеби еве сега некој се има повредено некако на некаков начин рака, нога и слично. Да. Како може да се само помогнеме? Барем за почеток? Па вака сега за почеток мислам да ги поделиме некако овие повреди, да речеме на плажа или во вода, доколку разговараме за тие повреди. Може да започнеме од плажата. Да, можеме да започнеме. Мислам како најпосетуван дел ни е плажата во летен период, мислам од ова посети на плажи. Така да таму сега од банални повреди, од обични секотини, од обични контузии, па се до големи повреди може да се десат. Тука од големите повреди би ги издвоил повреди скокање во вода. Добро. Тука се тие најчести, ние ги третираме тие повреди. Значи, настануваат кога скока некој во плитка вода. Значи, непроверени води. Многу е битно да се водата да е длабока, за да може да, доколку дојде до удар со главата во дното на езерото или морето или базенот, како и да е, настанува до повреди, до фрактури на цервикалните, вратните прешлени, кои може да доведат до повреда и на рбетниот мозок. И не може до трајни последици. И до прекин на рбетниот мозок и до трајни инвалидитети од типот на квадриплегии, параплегии и така натаму, во зависност од висината на повредата. Така. Затоа е многу битно да се внимателно да се скока во вода, да не дојде до овие повреди. Од друга страна, исто така битно е затоа што водата има своја густина, битно е и аголот на паѓање во водата. Се дешава некогаш да дојде до извртување на телото од поголеми висини ако е скокањето и самиот пат да биде како да паѓа на тврда подлога, односно како на бетон да паѓа. Така да и во тој случај идат до многу тешки повреди што мора да се превенира. Мислам, многу е битно да длабината и битно е и спремноста на скокачот во вода. Се случуваат вакви повреди често? Како не, често и за жал се, мислам, кај младите, секоја година кај помладите, да, имаме и за жал со трајни последици, со трајни инвалидитети. Тоа ќе биде еден убав навистина совет до сите кои го имаат оној адреналин во себе кога ќе ја видат водата и дека треба наеднаш да скокнат во неа, не знаејќи дека можеби е плитко, за да дојде до некоја повреда. Прво да се провери длабината. И друго би напоменал, кај нас ретко во Македонија сум видел плажи да имаат предупредување? Не само предупредување, него да имаат спасителни екипи. Екипи, така. Кои многу допринесуваат во безбедноста. Да речем, ги опоменуваат пливачите, ги опоменуваат скокачите, ја знаат длабината на водите и спремни се за пружање на прва помош. Така, за да не дојде до некои потрајни последици, не дај Боже, меѓутоа, еве, мислејќи дека разговорот така ќе ни тече
како да кажем, во некоја нормална конотација, меѓутоа од вие како доктор се разбира, затоа што темите летен период, планина, езеро, море, меѓутоа тука веќе навлегуваме во дискусија каде што навистина може да се дојде до тешки повреди во летниот период, поготово ова што го споменавме, затоа што знам млади луѓе и повозрастните некогаш така, затоа што едноставно кога ја гледаме водата топло време не размислуваме дали може да биде плитко и дека може да дојде до таква повреда, и ова ќе биде еден убав апел и совет до сите претходно да се информираат и да знаат каде скокаат. Да, многу е битно. За да не се повредиме. Многу е битен тој момент. Други повреди на вода се дешаваат сега во последниве години, па сме имали и да кажеме кај нас прегазување со глисери или со овие скутери на вода. Тука главата е... Тука исто е рбетот страда секогаш, да, рбет карлица, зависи каде е ударот, кај настана ударот, некогаш и повеќе системи се зафатени. Така да и тие се многу тешки повреди. Мислам, сега ние разговараме за најтешките. За најтешките, така. Меѓутоа, љубаво што разговараме, како што кажав, да се внимава. Мислам, да разводиме свеста кај гледачите, кај луѓето, и кај родителите, како да ги советуваат дечињата кога веќе нели во оние години кога и сами треба да заминат и сакаат на одмор. Децата посебно обожаваат да скокаат во вода. Обожаваат и токму затоа тука треба да се обрне големо внимание. Добро, ова би било за потешките повреди што се однесува за летниот период на плажа и слично. Кои се оние помалите повреди или како можеме сами да си помогнеме во одреден момент? Видите, помали повреди може да дојде до некои посекотини од камен или да речеме кај нас, не знам, школки, нагазување на ежови и такви работи. Тоа ми се случило и на мене. Во тој случај само помошта е, мислам, ако е рана која крвари, треба да се превија во со некој, ако може стерилно, ако не како и да е, и до првата здравствена установа каде би се таа рана обработила и сушиела во случај да треба. Да преминеме на планините? Толку за водата? Да, и планините се често посетени, мислам, и многу посетени. Кои се најчестите повреди кои може да се случат на планината или на планинарите? Така, вака, сега планинарењето обично има неколку врсти на планинарење. Имаме планинарење, да речам, чисто за пешачење во планина. Имаме болдерство, кое е качување по карпи, кое е за степен, мислам, не знам, повеќе степени поопасно од ова рекреативно планинарење. Имаме планински велосипедизам, имаме парагледарство и скокање со подобран. Сега вака, тука повреди, од најобични повреди, од, да речам, контузии на зглобови до најбанални повреди. Нозете се тука. Да, нозете и рацете, зависи падот. Многу е битно да се парат и патеката кои се обично се обележани планинските патеки, тие се безбедни, испитани се претходно. Оние искусните планинари веќе тие си ги знаат. Значи многу е битно да не се оди надвор од трасата, затоа што таму има непроверени места каде може да се опуштаме премногу. Да, може и да се падни во непроверени, да речам, бездни, така тоа би било опасноста. Сега во планинарењето при болдерството, мислам, шансите се поголеми за повреда, затоа што тоа е качување по карпи, мада тие се обезбедени со јажење и се, мада за жал се дешаваат и таму повреди, кои исто се многу радикални, големи повреди, кога има скршеници на подколеници, на раце, на нозе, на арбет, на карлици, така да. Али тие се организирани планинарења, мислам, спремни се, обично си водат грижа, мислам, клубовите за тие работи. Друго би нагласил скокањето со подобрани и параглайдингот. Секоја година си земаат своја жртва, мислам, со повреда. Па како доктор сигурно дека како што ова го кажувате. Ова година за среќа сме немале до сега, мислам дека и намален е бројот, затоа што овие Крушево има и Галичица имаат надпревари некои меѓународни. Така е. Али претходниве години, сите години сме имале пациенти со повреда на најчесто на вратната, торакалната дел на арбетот. Искусни или неискусни? Па искусни. И прваци, да речам, во своите држави или меѓународни прваци, па се дешава, мислам, тука. Тука нема правила. Не постојат правила во ваквите екстремни спортови. Нема правила, али добро, тие се, затоа што се организирани надпревари, имаат одма да се пружи прва помош, имаат екипи на итната помош, така да вгоре-долу тие пациенти стасуваат во една добра првично дадена помош. А потоа се зависи од самата повреда, дали се работи за некоја повреда која е
голема или мала повреда зависи и по натамошното лечење или натамошниот тек на исходот, да речеме. Јас не би сакала да ги запоставиме дечињата затоа што и тие секогаш се склони кон повреди, затоа што летниот период нели им овозможува дури да кажам такво нешто затоа што играме фудбал, играме кошарка, трчаме и така натака и без разлика знаеме дека пандемија сме, меѓутоа го слушаме джагорот на дечињата во надвор, тие си играат, едноставно возат велосипеди, исто така се на плажа. Кои се најчестите повреди кај дечињата исто така и колку тие влијаат дури на нивната психа за тамошниот развој со оглед на тоа дека вие сте и трауматолог, што значи самиот збор кажува доживуваме и траума со самата повреда. Вака се, значи ке децата тие се активни, мислам, во овој период е за нив најдобар, од пролет па се до зимото се тие цело време се на надвор, да речам. Голем дел од децата, за жал некои се под дома на компјутери и на се, ама големиот дел се надвор, водат велосипеди, тротинети, ролерки, играат разни игри. Често иди до повреда, мислам, секојдневно имаме повреди. Колку и да сакаме да ги советуваме родителите, ние тие сепак се дечиња едноставно. Да, дечиња си, значи секојдневно имаме повреди од типот на нивната игра. На лацероконтузни рани кои требаат обработки, шиење, потоа фрактури, најчести се на рачен зглоб, на подлактица, на скочен зглоб, затоа што механизмот на повреда е пате од велосипед или пате од тротинет или со ролерки. Многу е битно и тука да се носат заштитна опрема да се носи. Пример, кацига за велосипед, исто и за тротинет и за ролерки. Во западните земји дури се казнува и задолжително е, но гледам дека тука кај нас тоа воопшто дури не го ни практикуваме. Да, многу мал број. Мал број, така многу мал број за жал, али многу е важно. Многу е важно и се докажало, мислам. Докажано е дека тие го спасуваат и животот и ги намалуваат инциденциите на без разлика дали на велосипед или на мотор за што и да се работи. Ма како не има, мислам, има судари со велосипед кои завршиле со фатален крај, мислам, со смрт, така да не е безазлезна и таа. Мислам, убав спорт е тој. Среќа последниве години кај нас веќе имаме и обележани патеки за движење. Така да се подига свеста кај населението за употребата на велосипедите, тротинетите, мислам за безбедна употреба. Така. Јас сега повторно ќе се надовртам на оно што го споменав. За повредите говориме, меѓутоа еве со оглед на тоа да не заборавам и да не изоставиме. Сме во екот нели на пандемијата COVID-19. Кои се разграничувањата, повредите, едноставно нели некој на некому да помогне, не знаеме сега кој дали е некој заразен, не е заразен и така натаму. Затоа само помошта во моментот е многу важна и едноставно или пак веднаш да посетиме лекар доколку мислиме дека повредата е. Так. Значи вака во градски средини, да речеме, или во населени места, итната помош стасува за многу брзо време. Тие се опремени комплетно за пристап до сите пациенти, мислам, спремни се со скафандери, со цела опрема што ги заштитува од ковид, така да тие реагираат на сите повици. Така да во градска и населени места е многу лесно да немаме потреба некој, мислам, да експериментираме со само помош, затоа што можеме да допринесеме до поголемо наштетување на. Значи подобро да се почекаме. Подобро да почекаме, али доколку се деси повреда, да речеме, на планина, каде потежок е пристап на возило. Сега не знам, мислам, знам дека постојат горски спасителни служби, не знам колку функционираат кај нас, али учествуваат секогаш во спасување, да речеме, на поголеми висини каде треба да се оди да се симни повредениот. Тие се опремени со цела, мислам, со сета опрема што е потребно, да речеме, од тврди даски, околувратници, за да се првично да се припреми пациентот и да се безбедно се донеси до здравствена установа, до болница. Од крајот на нашиот разговор би сакала за травматологијата, значи едноставно траума. Доживуваат ли сите оние кои, еве, јас сум сигурна дека за жал и кажавме, извлековме од разговорот дека доаѓа и до тешки последици, скокање во вода, плажа и така натаму. А сето тоа јас мислам дека е сепак од моменталното она што го посакува човек за да го стори скокање во вода и слично, меѓутоа многу треба да бидеме свесни и да размислуваме што правиме во моментот за да не дојде до тешки последици. Меѓутоа, еве, вие како доктор знаете дека доаѓа до тоа дури до инвалидитет, меѓутоа травматологијата тоа е една голема траума за сите оние, па дури и со полесна
некоја повреда скршеница може да доживее травма човек. Па како не, мислам, искршеницата го ограничува движењето, да речем. Сега зависи дали конзервативно или оперативно ќе се третира скршеницата, али во секој случај едно 4 до 6 недели, некогаш 2 месеци, зависи, Така. пациентот е во ситуација да биде со ограничено движење. Така да, мислам, му ги нарушува сите планови што ги некои ги имали од претходно и како и да е. И тука веќе психата почнува да... Нормално, да, Да. многу пациенти реагираат, ама имав ваков план, имав таков, ама тоа е, се дешава и мора да се, мислам, да се продолжи со лекувањето на најдобар начин. Така да тоа е еден дел. Друго, нормално, секоја траума, мислам, на телото остава и психичка траума. Така да сега и кај нас, и во светот има зборувам за овие пациенти кои остануваат со трајни инвалидитет, има и специјалисти, психијатри, психолози кои работат и понатаму со нив во текот на животот, да, за да ги припремат за понатамошниот тек на живот на тој начин, што за жал ги снашат. Кога ќе се повредиме, имаме уток на раката. Што значи тоа? Па вака, самиот уток ни кажува дека се случила таму повреда. Така? Сега точно не можеме да оцениме од око дали се работи за мекоткивна повреда или за коскена повреда. Но ние секогаш знаеме кога утоци имаме, некогаш сами да си помагаме, меѓутоа може да дојде до последица понатака. Затоа веднаш да се јавиме на лекар. Многу е битно да се разграничи дали се работи само за мекоткивна повреда или се работи за повреда на коскените структури. Ако се работи за фрактура скршеница, треба да се одлучи на кој начин понатаму ќе се лекува, дали конзервативно или оперативно, и доколку нема да се даде совет за лекувањето на мекоткивната повреда. Така да, многу е битно тие работи да се разграничат. Јас сепак, мислам, еве, еден апел до сите, да не преземаат на своја рака, затоа што, знаеме, се дешаваат фрактури, па одат на некои традиционални, да речем, лекување, па го влошуваат понатамошниот тек на лекување. Затоа сакав да го споменам тоа, знам дека некои превземаат такви мерки, но сепак тука сте вие како доктори. Даниела Кимовски, специјалист по општа хирургија и исто така травматологија од Систина. Драго ми е што бевте ова утро наш гостин, па си поразговаравме, ако ништо друго низ овој разговор, јас мислам дека ја подигаме свеста кај луѓето дека многу треба да бидеме внимателни, па еве и ние дамите кога сме на штикли. Сигурно сте имале и повреди. Верувам дека е тоа така и затоа за се треба да бидеме внимателни, па и каде да одиме, за да не се повредиме. Сепак зависи од нас. Да, секој чекор да се предвиди, мислам, што би се десило кога би било вака или така. Некогаш не, меѓутоа повеќе зависи од нас, за да не се повредиме. Да, има и ситуации кога, мислам, од некој друг зависи, али сепак, вниманието е прво. Прво, кај нас. Ви благодарам, посакувам секој добро, па се гледаме повторно со некоја следна тема. Да, ви благодарам и вас. Благодарам.